Да, иде конкуренцията ти изваде. Дали ти си имал шанса да возиш някой от другите електрични коли? И изкуството? Не сум возил. Немам возено такова, ама имам сретнувано. И можам комотно да речем дека искуството нивно, луѓето што ми окажуваат за пунење, за дека ги наваѓат пуначите, дали може да пунат, колку брзо им се пуне. Моето чувство е како тоа да е Symbian, а ово како iOS кога излава. Некој таква паралела можам да направам. Да, лично си имам среќавано со луѓе што сега почнаа да ги отварат суперчарџерите на Тесла и за други коли, ама лично си имам среќавано со луѓе идат на Тесла суперчарџер, вика, ја не можам тука да пунам. Не можеш. Али конкуренцијата не мислам дека ќе достигне Тесла. Поради тоа што не се движат доволно брзо. Има многу бирократија у тие компании. Ете, Volkswagen нешто пробува да направи со овие идат тројките, идат четворките. Мерцедес више прекина еден модел на електрична кола и EQB, мислам дека беше. Не појма кој беше, ама прекина го производството. Они колку години прават електрични коли? Последните 4 да рече или 5? Пробуват да излезат на пазара со нешто. BMW, оваа и тројката што е, и таа ја прекинуваат, нема да ја произведуваат више. И тоа ги гледам и викам, добро, они више по еден модел престанаа да произведуваат, колку коли престана Тесла произведува? Добро, BMW и четворка и X, нели, имат, нив сум ги видел, онака, нели, за другите производители се најдобро можам да кажам, посебно за германските производители, околу квалитет на интериер, околу тие работи, ама околу софтверо, околу ја возив Audi e-tron, да. Jeep или ова? Добро. И искуството баш ми беше како Symbian или Nokia 3310. Значи они пробале стара кола, само и ставиле електромотор и батерии. Немам појма, исто како зашто не знам. И потрошувачката беше огромна, некаде околу 300 watt-hours на километар. Тешко не е оптимизирано за тоа и слично. И луѓето ако пробат, нели, искуството, немат суперчарџери, немат нивна мрежа, целиот начин и експириенс нема да го добијат како на Тесла екосистем. Да, буквално Тесла е како Apple што е. Да. Значи се имаш у тај еден екосистем. Баш преска, нели, кога зборевме како да си ги пракиме линковите, викам на AirDrop. Да. Значи со еден клик јас на твојот компјутер може да ти пратам нешто што така не мораме да се прати ми го на мејл, прати ми ја слика на WhatsApp. Иди на WeTransfer, закачи. Да, буквално. Така и со интеграцијата на Тесла со пуначите, не можеш да мислиш треба да улезам да платам, треба него не мислиш тоа, негде се дешава у позадина, навикнат си на тоа и животот е болесен. Додека да отидеш, немам појма да се освежиш у, не знам, до ВЦ, да си купиш нешто за едење, буквално ти е готово колото и може да си продуиш студено.